Пералницата за пари преку спомениците од 630 милиони евра не запира со голтање на народните пари. Најновиот ревизорски извештај за 2015 година на град Скопје упатува на бројни злоупотреби поврзани со Скопје 2014. Во Македонија не функционираат институциите, сите се ставени во функција на партијата на власт. Заради тоа народот на улиците, барајки правда, борејки се за слобода и демократија. Јавното обвинителство не смее да чека, туку веднаш да побара одговорност од градоначалникот на град Скопје Гоце Трајановски. Пробиени рокови, неуплатени гарантни суми на изведувачите, безброј анекс договори омилени за ДПМН со кои се зголемува основната вредност на објектите и се перат пари. Склучени договори со еден изведувач, потоа раскинат договор и избран на пола работа друг изведувач. Нови фантомски договори за непредвидени работи во висина од над 1 милион евра. Промашување на тендерската цена за катните гаражи Македонска фаланга и Тодор Александров, ни помалку ни повеќе, за неверојатни над 1 милион евра. Невиден криминално-тендерски хаос. Криминалот и корупцијата се на директна штета на граѓаните. Ова е уште еден доказ зошто неуставната аболиција, што по нарачка на Груевски ја испорача Иванов, мора целосно да биде поништена. Законот мора да важи за секого. Одговорност ќе има, украдените пари ќе бидат вратени назад на граѓаните.